Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mňa opravdanijem Tvojim. Angelský sobor udivisia, zria Tebie mŕtvych menivšasia, smrtnú juže spase, krieposť razorivša, i soboju Adama vozdvihša, i od tada vsia slobodša. Blagosloven jesi, Gospodin, nauči mňa opravdanijem Tvojim. Počtom míra s milostivnými slezami, o učenici rastvorjajete, blistajajся vo grobje, angel mironosica vješćarše, vidite vi grob i urazumijte, spas Bog voskrese od groba. Blagosloven jesi, Gospodin, nauči mňa opravdanijem Tvojim. Zjelo rano mironosici tečahu po grobu Tvoje vodi dajuščija, no predstaknim angeli reče, iridanija vreme. Некоја жена по име Марта го прими во својот дом, а таа имаше сестра по име Марија, која седна при нозете Исусови и го слушаше словото Негово. Марта пак беше се зафатила со многу работи и кога застана рече: Господи, зар не сакаш да знаеш дека сестра ми ме остави да служам сама? Кажи да ми помогне. Но Исус и одговори и рече: Марто, Марто, ти се грижиш и се трудиш за многу работи, ама само едно е потребно. Марија го избра добриот дел, што нема да и се одземе. А кога го зборуваше тоа, една жена извика од народот и му рече: Блажен е утробата што те носила и градите, од кои си се хранил. А он рече: Да, но блажени се и оние што го слушаат Словото Божјо и го пазат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да речеме сите од седом мисли и помисла, да речеме и да се помолиме. Господи, помилуј. Господи, Вседржителу Божи на нашите татковци, Ти се молиме, чуј не и помилуј. Господи, помилуј. Помилуј не, Боже, според Твојата голема милост, Ти се молиме, послушај и помилуј. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Уште се молиме за благочестивиот и Христолюбив народ наш. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Уште се молиме за високо
погребани тука и насекаде православни. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Молиме за Бога, што принесуваат плодови и доброчинат во овој свет и се честен храм, за оние што се трудат, за тие што пеат и луѓето што стојат на молитва и чекаат од Тебе голема и богата милост. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Зашто си милостив и човеколюбив Бог, и на Тебе слава Ти однесуваме, на Отца, Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Благочестивиот и Христолюбив род православен христијански, да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега секогаш и во вечни векови. Амин. Високо преосвещениот митрополит наш Наум и епископот Јаков, да исполни Господ Бог во своето царство, постојано сега секогаш и во сите векови. Амин. Блажено покорите архиепископи, досите ангелари, Гаврил, Михаил, и блажено починатите митрополити Плимен, Методий, Герасим, Наум, и протореите Ѓорđe, Кирил, Христо, Сефанеро, Илија, Игуманија, Симплитикија и проторе Дончо, да исполне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во сите векови. Амин. Сиот свештенички, свештено-монашки, монашки и џаконски чин, да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во сите векови. Амин. И твоите прилогите, украсителите, дароукрасителите, помагателите, пејачите во овој свет храм, да ги спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега секогаш и во сите векови. Амин. За здравје и спасение. Васко, Билјана, Стојан, Благица, Бојана, Слободка, Љубица, Боркица,
Маријан Душица, Боро Константинка, Љубо Благојчев, Љубица, Љубиша и Јована, Драган, Мишел, Каролина, Кристина, Никола, Ѓорги, Верица, Јован, Јована, Златко, Емилија, Васко, Ивона, Никола, Лидија, Ѓорги, Ване, Томе, Зора, Виолета, Сучадом и Рабо Божи, Зоран, Филип, Марина, Анита, Ненад, Стефанија, Лина, Лука, Александар, Симона, Бојан, Георгија, Анастасија, Драги, Јанка, Евтимија, Никола, Снежана, Славе, Нада, Душко, Мирјана, Горан, Танка, Симеон, Теодора, Мирјана, Горан, Никола, Горан, Милица, Ангела, Ѓурѓа, Миле, Магдалена, Ева, Бортица, Зоран, Марија, Христијан, Трајче, Ивана, Владимир, Весна, Зоки, Александар, Душанка, Давид, да испомне Господ Бог во своето царство, постојано сега секогаш и во сите векови. Амин. За спокој на душите на починатли чеда Божи, Симеон, Алекса, Павлина, Герасим, Јордана, Страхил, монахиња Михаила, монахиња Синклитикија, Отец Дончо, да испомне Господ Бог во своето царство, постојано сега секогаш и во сите векови. Амин.
како благоухање на духовна миризма, да ни ја испрати божествената благодат и дарот на Светиот Дух, да се помолиме. Господи, помилуј. Да се избавиме од секаква грехопасност. На Господа Бога се молиме. Господи, помилуј. Заштити, спаси, помилуј и запази нас, Боже, со Твојата благодат. Господи, помилуј. Се вели дека во светот има 15-16 икони чудотвори на Мајката Божија, како денешниот спомен на Света Богородица гарантира споменот на иконата на Света Богородица Првопоступница, споменот на иконата Света Богородица Иверскаја, која до ден денес мироточи, и сите кои пристапуваат кон сите овие свети икони со силна вера, молитва, Мајката Божја на сите им помага. Денешниот ден на Света Богородица Герантица е тоа што таа е наречена Герантица за тоа што во времето кога монасите братство сакале да направат манастир на Атос, викнале мајстори и на обележено место сакале да зидаат. Првиот ден само што изработиле, ноќ на Мајката Божја го зема алатот, иконата и се поставува на друго место. Доаѓаат на сабале мајсторите, нема алат, нема ни иконата, се бараат во околината и наоѓаат на тоа место, ги земаат, пак ги носат на тоа, пак зидаат. Другиот ден пак така. Значи, 3 пати, едно по друго, Мајката Божја го зема алатот, заедно со иконата, икона си на тоа место и тогаш се рекле мајсторите, не може тука да градиме, него на местото каде самата икона постои. И така го изградили манастирот. Првото чудо, значи тоа што станало, второто чудо со оваа света икона е кога братството, монаштвото живеело во манастирот, стариот игумен го замолил јеромонахот кој служил света литургија да побрза со службата, бидејќи имал ночно видение дека наскоро утре другиот ден ќе почине чума. А иконата на Света Богородица, тоа да спомнам дека единствена икона е со целото тело. Другите се лилито половина, а само таа икона е целосно со телото, како Мајката Божја молитвено стои. Иконата била во олтарот. И јеромонахот си карал бавно службата и најнаш од иконата силен глас: побрзај за старецот. Тогаш се сетил јеромонахот служител на света литургија, побрзал, земал светите тајни, отишол го пришол монахот и одма после тоа си починал. Трети случај од самата света икона, кога настанал голема глад, сиромаштија, па дури се споменува дека и 41 до 44 година, пак Мајката Божја со оваа икона прави чудо. Тогаш во манастирот снемало зети, глад, сиромаштија на секаде. И братството се чудило како да преживее и се договориле еден по еден да одат во некој друг манастир. Игуменот, старецот на манастирот, ги замолил некако чекаат. Дајте, вели, да се помолиме на Мајката Божја, да иконата на Света Богородица,
па после, ако не сме достојни, кој на дека знае. И така го послушале, легле во храмот, се помоле пред светата икона и вечерта во сон му се јавила мајката Божја Света Богородица и му рекла: утре пред да зајде сонцето, сите садови во кои чувате зетин да бидат измиени, хубаво измиени. Тоа му рекол на помошникот, тоа е тоа, рекол: ама како може, зошто да ги имиеме кога нема од каде да набавиме зетин? Тоа рекол: ние сме должни да ги измиеме. И двајцата заедно ги измени сите садови. И другиот ден, кога станале да одат по црквата на молитва, гледаат дека во кујната или во тоа местото каде стоеле садовите со зетин, полека како ваничка има зетин. Одишал еден од монасите, кога видел сите садови полни, и рекол на игуменот на старецот: оче, садовите се полни со зетин. Тој тогаш им кажал на братството: јас знам дека ќе бидат полни, бидејќи мајката Божја ми се јави во сон и ми кажа да ги измиеме и да оставиме така. Тогаш легнале пред иконата, се помолиле за благоданост кон мајката Божја и иконата од тој ден ја однале во манастирот на средниот стубот кој кај до ден денес стои како чуварка на манастирот. Има и друг случај. Во времето на прогонството на христијаните, кога сарацените го земале целото Византиско царство, отишле и на Света гора. И тогаш, кога видели иконата окована во сребро со скапоцени камења, сакале да ја оштетат, да ја земат, да ограбат и во манастирот. И еден од сарацените ја земал иконата и отишол надвор да ја крши, а во самата икона горела свеќа. И сакал свеќата да запали цигара и покушувајќи да се приближи до самата свеќа да запали цигара, од иконата вели изби оген и чад. И тој моментално ослепе. И другите се исплашија. Не сакаа ни да кршат, ни да фрлаат, ни било што, туку исплашени, имало бунар во близината, одат и ја фрлаат иконата во бунарот. И за чудо големо, после цели 80 години, сараценот кој ослепел, кога дошол веќе ден на смртниот час, не можејќи да ги поднесе болките, испитувајќи се животот, што правил, како правил, му тегнало дека има направо на голем грев. Ги собрал своите блиски и им рекол: јас направив голем грев и за тоа се кајам. И затоа можеби не можем ни да умрем во тие тешки болки. Но затоа ве молам, моите семејството, отидете таму и таму во манастирот. До него во околината има голем бунар. Кажете им на монасите, нека најдат начин да ја изнесат иконата од таму. И тие отишле да го исполнат заветот и само што кажале дека иконата се наоѓа во бунарот, или после 80 години, човекот си починал, монасите ја извлекли иконата и вели за чудо, свечата која си горела, пак горела и иконата била исправена како да стои, не да падне да настрана и друго што него точно исправена. Значи, мајката Божја правела големи чудеса и после тоа многу народ, особено се вели во житието од светите оци, кога жена е бремена, кога жена раѓа, мајката Божја во тој момент е со сите ни, ама сите оние кои ја бараат, нели, за помош, за прошка.
Исто така, за многу болни и вели за болести неизлечени, како тумор, како рак, кои пристапуваат по светата икона, или Мајката Божја искрено се молат, таа помага. Исто вели за сите стари и болни, за сите изнемоштени, кои бараат помош во Мајката Божја, таа им помага. Па еве, денес и ние, празнувачи го денот на доаѓањето на света икона во овој манастир, нека Господ Бог преку благослов и молитвите кои патили кон Мајката Божја и помогне на сите нас, било во болест, било во здравје, било во немаштија, било во имаштија. Нека Мајката Божја биде секогаш со нас и нека биде стален молитвеник пред Господа Бога, Воскреснатиот Син Исус Христос. Нека е за многогодини, денешниот ден. Амин. Твоje mori dajuščija, napred stakni mageli